Ке се избори ли власта со лажните вести во своите редови? Ова прашање се поставуваат како беше најавен владиниот проект за борба со така наречените фейк ньюс, а токму премиерот Зоран Заев досега многу пати бил извор токму на лажни вести. Со цел доаѓање на власт беше злоупотребена и болката на семејствата на децата убиени на Смилковското езеро. Се најавуваше нека нова вистина, која сепак на крајот ја нема. Големи сомневања се врзани за овој случај. Тоа го објаснувам јас и во самото интервју и секако со обелоденувањето на вистината за Смилковското езеро или проектот на владата Монструм, како што го нарекува со кривичната пријава, ќе обелодени и болна вистина. Не ја знаат вистината. Ни оние кои што се наводно виновни за овој процес, за убиствата, велам наводно заради тоа што јас не верувам дека е така. И тие не веруваат и ја барат вистината, трагат по неја. И оние кои што ги изгубија животите, односно сега нивните семејства, не веруваат дека тоа е така како што е представено во јавноста. Сега пак неколку години подоцна Заев вели немал плюс информации. Ако имав лице да посочам 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 и 21 ќе ги посочам до сега. Никогаш не сум спомнал друго лице да посочам директно јас дека е винен. Сум давал коментари, своји задршки, резерви за тоа што било соопштено во јавноста преку читање на пресудите, тогаш достапни, се сеќавам на 183 страни, тоа што сум го видел во материјалите, сум давал одговор секогаш транспарентно како и денеска. Во кампања се користеше и трагичната сообраќајна несреќа на новинарот Никола Младенов, беше најавувана и таму нова вистина. Доказите кои што ќе ги објавиме денеска јасно упатуваат дека постапката за смртта на Никола Младенов, случајно или намерно, власта на Никола Груевски ја водело непрофесионално, неодговорно, со намерно прикривање на клучни информации од јавноста. Заев беше демантиран од сопругата на Младенов, Билјана Младенова. Значи вака, сознанијата со кои што јас располагам не ја менуваат претходната фактичка состојба дека Никола загина во сообраќајна несреќа поради неприлагодена брзина согласно условите на патот. Покрај овие случаи Заев вистината извитоперуваше за случајот Диво населје, за смртта на малата Тамара, но и за смртта на Мартин Нешковски, како дел од проектот Вистината за Македонија. Заев објави монтиран аудио разговор, каде од контекст се вадат поранешниот премиер Никола Груевски и екс-шефицата на МВР Гордана Јанкуловска.